Добар ден, почитувани, и добре дојдовте во уште една нова Телма амбуланта. Дали дебелината е наследна, односно дали вишок од килограми се всушност генетски предиспонирани? Постои ли начин со исхрана да активираме или пак деактивираме одредени гени? Дали постои забавен метаболизам и може ли проблемот со вишок од килограми трајно да го решиме со рестриктивни диети? Доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје, е денешниот гостин во студиото на Телма. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, ви благодарам за поканата. Денес имаме една интересна тема, бидејќи некои кои што се постојано на вага и велат дека имат вишок килограми, велат одговорни се гените за ова. Ова мора да е наследно. Но тука е влијанието на навиките со исхраната на семејството. Па каков е ефектот од гените, а какво е на влијанието од навиките на семејството? Заедничката работа им е дека и двете се наследуваат. Ние можеби нели за гените сме, како да речам, подиректно свесни. И сите мислиме дека нели гените се наследуваат и тоа е така. Меѓутоа не се наследуваат само гените, туку се наследуваат и навиките за начинот на исхрана во едно семејство и од едно семејство преминува во следното, нели во кај децата, во нивните семејства и на тој начин се задржува еден континуитет. Тоа што се поставува како логично прашање е впрочем колкав е уделот на гените, колкав е уделот на навиките. И тука има голема дебата, голема дискусија. Точно е дека има гени кои што се поврзани со зголемената веројатност за покачена телесна тежина. Од 2006 до денес, откако поинтензивно се проучуваат тие гени за, да речеме, за дебелина, или ако го избегнуваме зборот, меѓутоа гени за зголемена телесна тежина, некаде 50 на гени се најдени кои што на еден или на друг начин се поврзани со зголемената телесна тежина, при што MC4R на англиски името, тој е главниот ген кој што е најмногу поврзан, но кога сите тие случаи ќе ги ставиме на куп, кои што придонесуваат, гени кои што придонесуваат кон зголемена телесна тежина, би објасниле помалку од 5% за случаите на зголемена телесна тежина во светот. Значи, преку приказната за гените, ние би објасниле помалку од 5% на зголемена телесна тежина, каде што телото заради одредени грешки во гени просто има пренагласена потреба за храна, многу храна се консумира и низа други проблеми кои што водат кон зголемена телесна тежина. Сега останува прашањето за останатите 95%. И тука е прашањето на наследството на навиките. И многу пати нели ќе видиме како во едно семејство родителите имаат зголемена телесна тежина и често пати тоа го гледаме и кај детето. Иако првата нешто да речеме логично кое што сакаме да го помислиме дека гените се тука поврзани. Тука генетска предиспонираност. Одма сакаме нели на тоа да ни отиде умот, меѓутоа не. Се чини дека количината на оброците, фреквенцијата на јадење. Ако, например, јас јадам поголеми оброци, мојата представа за тоа колку треба да биде еден оброк и на моето дете, ќе биде, таа перцепција е нарушена од мојата перцепција. Ме разбирате? Значи, ако јас пред мене ставам многу поголема чинија, би се чувствувал чудно да му ставам малку на детето. Така, ќе треба да нешто сразмерно да ставам. И ако јас ставам многу храна пред мене, веројатноста е дека ќе ја претерам храната која што ја ставам и пред моето дете. И тука е таа поврзаност на не само на навиките, туку и на начинот на гледање на храната, на односот со храната. Или пак, ако јас имам потреба почесто да влезам во кујна и почесто да чепнам нешто или да го отворам фрижидерот, веројатноста е дека таа навика би му ја пренел и на детето. Факт е дека значи има влијание и од генетски аспект, но се чини дека најголемото влијание имаат навиките и тие навики што ќе ги видат децата кај нас. Значи не тие што се трудиме преку зборување да ги создадеме, туку тие навики кои што ние како пример ќе им ги оставиме, тие навики децата ќе ги превземат и во тој правец ќе се развиваат и тие. Така најдов една статистика доколку двајцата родители имат проблем со вишок
телесна тежина, тогаш 75% веројатности нивното дете да го има тој проблем, доколку родителите се нормално хранети, 3% има шанса нивното дете да има зголемена телесна тежина. Во овој случај, кога детето има зголемена телесна тежина, родителите се со нормална телесна тежина, може ли да се размислува за генетика, доктора? Може, може и треба да се провери, ако во случај е тоа пренагласено. Ако е пренагласено, но сепак ако е умерено, останува таа веројатност дека знаете како, денес е тешко, тоа сум го зборил и многу пати и со пријатели, денес е тешко да се биде дете, а да се пазат одредени работи, особено од делот на храната. Зошто? Заради тоа што дури и ние возрастните имаме проблем да се одбраниме од разноразни реклами, напади, примамливост на нездравата храна, голема достапност. А сега дечињата, замислете со нивната психолошка изграденост како на дете, разбирливо, тие под наводници искушенија кај нив предизвикуваат многу повеќе проблеми. И ако едно детенце дома поособено го има искушението да знае дека постои некоја фиока каде што секогаш кога ќе повлече ќе се појават сладки чипсова, таа фиока ќе стане за кратко време умилена. И затоа е многу важно да не постои таа фиока дома. Значи да не постои тоа место каде што секогаш кој ќе му дојде потребата на детето, ќе истрче до нејзе, ќе ја повлече и кој ќе отвори ќе види дека во нејзе има се што не би требало да го има. Тука некаде почнува, ако нели човек праша практично, каде би почнало намалувањето на прекумерната телесна тежина, конкретно за дете сега, ако натаму не однесе муабетот. Тука ќе почне во празнење на оваа фиока. Празнење на оваа фиока и нека се изненади детето некој ден, кога ќе ја отвори и веќе наместо тоа што очекува да најде, да се разочара од здрава храна. Значи да ја повлече и да види внатре, не знам, нешто оставено, намерно оставено. Банани, овошје, моркови. И, значи, ќе биде првично вака едно разочарување. И негодување, сигурно. И негодување ќе има. Па видете, тоа е, по моето искуство, работејќи со родители со проблем со деца со телесна тежина, тука е најголемиот проблем за нас родителите, бидејќи не е лесно да се справите со дете кое што му се створиле веќе навики на одреден начин за исхраната и тоа негодување, па и расправање, па и проблеми, па и се може да биде во еден иницијален период, додека детето да се помири дека тоа е тоа, дека храната ќе биде променета во овој правец и просто не се навикне. Тој краток период, неминовно краток период, зависи колку ќе биде бурен од еден до друг случај, ама таа е бурата која што мора да се преброди. Во секој случај ќе биде бурен. Бурен ќе биде дефинитивно. Исто така најдов уште еден факт поврзан со зголемената телесна тежина и гените, кој што вели процентот на луѓе со зголемена телесна тежина во последните години нагло порасна, но геномот не ни е променет. Ето е многу убав аргумент. И се може и да го објасниме. Еве сега појасните што ова значи. Иако се детектирани некои 20 на гени кои што се одговорни, но сепак геномот низ еволуцијата не е сменет. Имено. И оти знаете како, да го проширам аргументот кој што го кажавте, да го пообјаснам што се вели. Например, нели сега ние гледаме во еден животен век на еден човек, на една генерација, драматичен скок на зголемената телесна тежина, значи на обезноста медицински кажано, драматичен скок. Не може во една генерација тоа да го објасниме со промена на гените. Бидејќи промената на гените се случува, ама за да се случи требаат генерации. Не 50 години, не 70 години. Затоа не можеме да речеме дека во изминатите 50 до 70 години дошло до промена на гените, но дошло до една друга појава. Ќе го кажам прво стручниот термин, после ќе го објаснам. Тоа е така наречен, и тоа се смета дека е главниот фактор за зголемената телесна тежина. Тоа е така наречената обезогена средина. Обезогена, ќе го преведам, ова е еден збор од два збора кој што се состои, обезност на латински дебелина и гена, сака да каже во смисол генезис, постанување, како настанало нешто. Така. И таа обезогена средина, односно средина која што придонесува да се зголеми телесната тежина кај населението. Таа обезогена средина драматично ја гледаме се повеќе и повеќе. Што спаѓа тука?
Тука за да се објасниме таа обезогена средина, таа средина која што не прави подебели, ќе ја објаснам преку еден плюс и еден минус. Ако гледаме сега просто од аспект на калории. Плюсот значи храната што ја внесуваме на дневно ниво, или енергијата, или калориите што ги внесуваме на дневно ниво, а минусот е тие калории кои што ги трошиме на дневно ниво. И сега што прави таа обезогена средина? Плюсот драматично го зголемува, минусот го намалува. Да објаснам преку примери. Како расте плюсот? Плюсот расте заради тоа што сега веќе е можно во една толкава количина да има толку многу калории сконцентрирано. Сакам да речем, ние можеме да купиме некое толкаво барче, кое што ако сака човек да го изеде од аспект на калории како храна, овошје или зеленчук, може би ќе треба да излезе, за да го изеде ова барче чоколадце толкацко, за да го постигне истото, може би ќе треба да изеде 5 килограми зеленчук. Што нема начин, значи нема, човек ќе пукне. И заради тоа велиме дека плюсот многу, таа средина е која што ни го прави плюсот да биде многу лесно достапен. За нас е многу лесно да ги претераме калориите. Ние просто во текот на денот, ако не пазиме, ние во првата половина на денот, до 12 часот, можеме да ги внесеме калориите кои што ни се потребни за цел ден. Па остатокот се што ќе јадеме се да оди на плюс. Тоа е првиот момент. Значи, второто нешто што е многу важно е дека храната, покрај тоа што има многу додадени шекери во себе, има додадено многу масти. Само една лажичка зејтин може да има во себе калории како цел еден оброк. И сега ние ако на оброкот му ставиме 2 лажици зејтин или во самиот процес на пржење сме го ставиле или подготвување, ние одеднаш сме ја дуплирале или триплирале калориската вредност на тоа што треба да го изедеме. Тоа е обезогената средина како делува на плюсот, а како делува пак на минусот. Се повеќе и повеќе го намалува. Например, до тука дојдовме со кола. Ако треба да отидеме до некаде до вамо, до таму, движењето пак е со кола. Минимизирано. На минимум ни е сведено движењето. Значи, таа е таа средина која што придонесува. Затоа велиме кога човек треба да почне да ја анализира состојбата, тука нема некои научно-фантастични, генетски, вакви, такви објаснувања. Не, просто е објаснувањето. Еве го објаснувањето. Храната ни станала хиперкалорична, движењето ни се сведело на минимум. И решението оди токму во овој правец, колку што може плюсот да го намалиме, а минусот, односно трошењето, да го зголемиме. Вака сега теоретски звучи многу убаво, меѓутоа сега треба да помине човек кој ќе реши да го направи тоа, треба да помине низ една фаза на промена на навиките. Според мене, тука е клучот. Од изнаењето за ова што го кажував претходно, може би не вака раздробено и кристално, но горе-долу од луѓето кои што не следат, па може би преку 90% им е разбирливо и јасно тоа што го зборувам. Но вистинската вештина и тежината е процесот на транзиција, на промена на навиките од такви какви што ни се сега, додека да ни бидат такви какви што се. Во овој прозорец на промена, тука е клучот на успехот. Значи, како човек ќе си каже себе, јас ќе поминам сега 4 недели или 8 недели, според моје искуство повеќе се потребни 8 недели отколку 4 за да направат една таква промена. Меѓутоа јас тие 8 недели сега од кои ќе ги поминам на промена на навиките, тоа не значи дека јас ќе држам диета 8 недели. Туку значи дека јас влегувам во еден 8-неделен процес кој што тука влегувам ваков каков што сум, а кога ќе поминам низ тој процес, ќе излезам малку поразличен. Во која смисла? Ќе излезам поразличен од другиот крај на тој 8-неделен процес во однос на тоа какви се моите навики за пешачење, какви се моите навики за јадење салата, за јадење овошје, за колку пати во неделата седење во кафана или кога ќе седнам, што ќе јадам таму. Тоа е клучот на цел овој процес за кој што зборуваме. Значи трајно менување на навиките, ти се друго ќе заврши со кампањи. Кампања на слабење, кампања на поправање. Кампања на слабење, кампања на поправање. Јојо ефект. И тоа е тој јојо ефект кој што постојано ќе оди едно позади друго. Зошто? Јас тука најмногу ги наоѓам криви диетите, бидејќи му имаат ветено на современиот човек дека што и да прави, ќе го решиме за 3 недели, за 4 недели, за 8 недели, за 12 недели и после тере пак по старо.
Во основа тоа е заблуда. Тоа ветување е заблуда. Ветувањето треба да биде смени ги навиките за да имаш трајни резултати или вака како колоквијално во разговор со пациенти јас го кажувам често пати ова. Моментална промена на навиките ќе донесе до моментална промена на телесната тежина. Трајна промена на навиките ќе донесе до трајна промена на телесната тежина. И само низ таа призма мислам дека треба да се гледаат овие работи. Доктора, сепак некои велат дека имаат забавен метаболизам и токму тоа е причината што имаат вишок килограми и веруваат дека со некоја рестриктивна диета би можеле да го забрзаат метаболизмот или пак бараат начин како да го забрзаат. Најнапред, постои ли бавен метаболизам? Тука отвараме една многу сериозна, многу голема тема и има тука многу што да се каже и што да се проучува. Динамиката на метаболизмот е различна од еден човек до друг и тоа зависи од многу фактори, но главно зависи од два фактори. Зависи од од хормоните и состојбата на хормоните кај тој човек и под Б од количината на мускулно ткиво кај него. Тоа се двата големи фактори кои што одредуваат каков ќе ни биде генерално метаболизмот. После ќе го објаснам и ова, меѓутоа можем прво да го кажем моментот дека нели оти на диетите претходно малку допрев, можно е да се случи еден така наречен парадокс, а тоа е кога после многу вакви диети просто човек веќе пробува нешто што порано функционирало, сега веќе не дава ефект. Тоа е поврзано токму со метаболизмот и со тоа дека нашето тело успеало да направи промена на метаболизмот во правец веќе да се штити од наглото губење на телесната тежина. Зошто? Заради тоа што процесот на нагло губење на телесната тежина нашето тело го перцепира како опасност, како ризик. Значи кога ние нагло ќе ослабиме телесна маса која ќе изгубиме нагло во рокот, не знам, еден месец, 10 килограми, 15 килограми, ние не сме го израдувале организмот, ние сме го загрижиле организмот. Заради тоа што се случил шок, нашето тело поминало низ шок. Нели не е секогаш убаво е да се има помала телесна тежина, но како ќе се стаса до нејзе е клучното прашање. Оти може да се стаса до нејзе на еден природен начин кога телото ќе се впушти во таа телесна тежина постепено без траума, без стрес, и другиот начин е преку стрес ние да стасаме до таа состојба. Ние пак ќе стасаме до тоа на вагата да пишува толку колку што би сакале да видиме. Меѓутоа, тоа што ќе го видиме на вагата можеме да го платиме со многу голема цена. Например, многу пати сум видел пациенти кои што заради вакво нагло слабење се ја имаат преполнето жолчката, жолчниот меур со камења. И тоа е само наједноставното, најчестото и за жал не ни најлошото што може да се случи како последица на нагло слабење. Зошто тоа се случува? И во процесот на слабење, кога доаѓа до, така да речеме, до ослободување на многу триглицериди, бидејќи се губат масивно од самите масни ткива, од масните клетки, кога се ослободуваат тие низ крвотокот, ги собира црниот дроб и црниот дроб кога ги собира ги става во жолчката, ги акумулира во жолчката. Доаѓа во краток период до голема акумулација или хиперсатурација, медицински кажано, на жолчката со масни киселини од една страна. Од друга страна, заради намалената фреквенција на оброците, доаѓа заради нели тоа слабење преку гладување, доаѓа до нередовно празнење на желудечниот сок во цревата. Практично стагнација. И тоа е таа идеална комбинација која што прави да се појават камења во жолчката, заради тоа што не се празни доволно често заради намалениот број на оброци жолчното кесе, а од друга страна се насобрале многу триглицериди и останати масти кои што дошле заради периодот на генерално слабење. И тоа е само најмалиот проблем кој што може да се случи од нагло слабење. Да се вратам на метаболизмот. Рековме две генерално работи предонесуваат. Првата е хормоните. Кај хормоните ќе ги излистиме нели сите кои како влијаат. Нема да одиме во детали бидејќи емисијата ќе биде само за хормоните и слабењето, но првиот кој што и на добар дел од јавноста познато е тироксинот или хормоните од тироидната жлезда. Многу пати кај луѓе може да дојде до драматично зголемување на телесната тежина за краток период
само благодарение на покаченото ниво, намаленото ниво на тироидните хормони, и тогаш просто човек влегува во еден летаргичен период на забавен метаболизам. Базалниот метаболизам се спушта, бидејќи тие хормони на тироидната жлезда се клучните во одржувањето на метаболизмот. Диригенти се. Да, тие го движат нашето тело. Тоа е првиот случај. Сега збориме за метаболизмот и неговото влијание, како е под влијание на хормоните. Вториот хормон кој што има силно влијание е инсулинот. Тука има еден магичен круг. Кога пациент ќе почне, кога било кој од нас, простата на терминот пациент, бидејќи нели секогаш го Па се работите на крајот на криштата, секојдневно со нив, така. Така, деформација. И кога човек ќе почне да внесува повеќе калории од колку што треба и да расте телесната тежина, телото одговара на тоа со зголемување на нивото на инсулин. Во еден покомплексен механизам, може би подоцна ќе го објасниме во емисијата. Покаченото ниво на инсулин, од друга страна пак, ќе направи две последици. Прво, ќе ни го зголеми чувството за глад. И затоа го нареков магичен круг. Оти колку повеќе расте инсулинот, толку повеќе ќе имаме епизоди на необјаснив глад. Кога велиме, леле, ми се јаде нешто цел фрижидер ќе го изедам. Значи, не можам да издржам. И тие напади на голема потреба од храна, а тоа го прави високото ниво на инсулин. Така. И втората последица од хиперинсулинемијата, од високото ниво на инсулин е тоа што велиме се почнав да се тресам. Во смисол може драматично да го спушти шеќерот во крвта, високото ниво на инсулин, и да го имаме тоа чувство дека да се вознемириме, да се тресиме, да се препотиме, дури да ни се стемни пред очи. Сите тие таа е втората група на последици од една хиперинсулинемија. Но кога ќе ги ставиме заедно, и тоа може за жал дури да се поклопи кај некои пациенти, намалено ниво на тироидни хормони, зголемено ниво на инсулин. И таа комбинација ќе даде една извонредно отпорна зголемена телесна тежина. Зголемена телесна тежина која што ќе води прилично многу инает додека да попушти. И сега има тука и други хормони, нема да навлегувам за да ги објаснувам сите, меѓутоа првата плејада на фактори кои што објаснува дали имаме народно кажано брз или бавен метаболизам, се објаснува преку нивото на хормоните. Второто ниво е објаснувањето преку нивото на мускулна маса во телото. Колку повеќе имаме мускули во нашето тело, толку повеќе ќе дојде до подигнување на базалниот метаболизам и овој минусот што го спомнав од претходно, драматично ќе порасне. Затоа е важно да има при слабењето не само пешачење, туку е добро да има и дома, например, некои вежби со сопствена телесна тежина, склекови, чучњеви, како нели што ги нарекуваат, било какви домашни вежби кои што ќе го натераат телото малку да ги активира и мускулите. Бидејќи со активирањето на мускулите и со нивното зголемување на мускулната маса, базалниот метаболизам се зголемува. Зошто? Мускулот е активно ткиво. Тој има потреба од храна повеќе. И кога се користи, и кога не се користи, тој се однесува многу повеќе бара, отколку што бара, например, едно масно ткиво. И затоа согорувањето е поголемо. И тука сега веќе ја гледаме таа цела слика на брз наспроти побавен метаболизам се објаснува и со хормоните, но и со соодносот на мускулното ткиво што го имаме во однос на се останато. Колкав ни е процентот на мускулното ткиво. И сега тука малку не е фер, оти тоа е кај под наводници послабите личности кои што немаат многу масти на себе, тој процент на мускули неминовно е повисок. И тоа работи за нив. И затоа многу пати ќе видиме, ќе кажеме, се ќе изеде, нели, ништо за некој, не се фаќа ништо не се фаќа. Тоа е тој сооднос, бидејќи бил веќе направен во корист на мускулите, и сега личноста навидуме слаба, меѓутоа доминацијата на мускулите во телото прави да на тоа тело базалниот метаболизам му е повисок во однос на некој кој што не е толку слаб, меѓутоа има доминантно повеќе масно ткиво. Помалку мускулно ткиво. Тоа помалку троши. И тоа е тој парадокс кој ќе каже, слаб е или слаба е,
Меѓутоа, ние не можеме, знаете како кога го гледаме човек само вака облечен или од надвор, ние не можеме да имаме реална представа каков е соодносот на масното ткиво кај тој човек и на мускулите кај тој човек. А тој сооднос многу го објаснува базалниот метаболизам и како ќе се однесува телото во однос на поправање или слабење. Убаво што ни го појаснивте, значи сите да работиме на зголемување на мускулите, колку повеќе ги има, да, тие после самите трошат. И колку и да ги користиме, се разбира. Логично е, колку повеќе ќе ги користиме, толку повеќе ќе трошат. Но и да не ги користиме активно, од која веќе сме ги изградиле, сме ги направиле, ги има, тие нивните побарувања се поголеми, тие ќе трошат енергија на дневно ниво. Ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Почитувани, останете на Телма. Дали гените се одговорни за вишокот килограми или пак за сето тоа што и нешто друго, ни појаснува доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје, кој што е со мене во студиото на Телма. Докторе, што е тоа епигенетика? Так. Односно, може ли со исхрана да влијаеме на активација, на деактивација на гени? Ајде да ни појасните. И покрај тоа што се појасно е дека многу фактори влијаат на покачената телесна тежина, сепак луѓето се концентрираат на генетските фактори. Би сакал барем еднакво популарно во јавноста да биде зборот епигенетика како и зборот генетика. И сега мораме да го објасниме што значи, бидејќи е понов термин. Бидејќи има и нутригенетика. И нутригенетика ќе го објасниме, бидејќи сето тоа се научни термини кои што заслужува јавноста треба да ги знае. Нели, оти ние го знаеме зборот генетика, го разбираме до некаде и се држиме за него. Меѓутоа има уште во медицината после известно време беше воведен уште еден термин, а тоа е терминот епигенетика. Епи од грчки над генетиката, значи нешто што доаѓа над генетиката. И да го објасниме што значи тоа. Тоа значи дека ние, еве вака наедноставно кажано, ние имаме дадено гени колку што имаме од раѓање. Комбинација од мајка, од татко и имаме некој збир на гени кои што го носиме во нас. Меѓутоа, тие гени, иако се да речеме исклесани во камен, тие се гените, пресудно е дали ќе бидат активирани или деактивирани. И сега тука доаѓа моментот на епигенетика, кој што вели дека со начинот на живот, со начинот на исхрана, ние некои од тие гени можеме да ги активираме, а други гени можеме да ги деактивираме. Пример, ние можеме да носиме во нас гени за склоност, да речеме, кон диабет. Склони сме. Меѓутоа, дали ќе живееме здрав начин на живот, активен живот, со физичка активност редовна, со секако што треба, под А, или под Б, ќе одиме во правец на неактивен живот, зголемена телесна тежина, нула физичка активност, како што нели за жал е можно, тој ген не е толку моќен да го анулира начинот на живот. Значи, затоа се нарекува епигенетика. Има апсолутно моќни гени кои што пак тие може да го анулираат начинот на живот, но тоа се веќе ретки ситуации. Сакам да го објаснам овој момент, значи моментот на епигенетика. И тоа не е тоа алтернативна медицина, не е тоа измислица, не, ова е современ дел од современата медицинска наука, која што вели дека има генетика, но над неа доаѓа епигенетиката која што објаснува. Еден дел од епигенетиката е тој термин кој што го спомнавте, нутригенетика, кој што оди во правец на тоа храната која што ја јадеме на кои гени и на кој начин да влијае. Еден пример ќе дадам кој што е многу интересен, кој што е од природата. На пример, не од човечкото тело, станува збор за пчелите. И многу сакам да го кажувам тој пример, бидејќи да ми простат гледачите ако некој претходно го има чуено, меѓутоа е многу важен. Ако земете вие генетската структура на пчелата работничка и на матицата да ја анализирате, ќе видите дека тие во основа носат потполно исти гени. Потполно исти, идентични гени. Но што се случило во фазата додека била таа и едната и другата уште биле на ниво на ларва? Пчелите од X причини одлучиле дека оваа ларва ќе ја хранат со матичен млеч, додека другата ќе ја хранат со нектар, вообичаен, со полен, како што вообичаено ги хранат, со мед. И сега,
таа ларва која што е хранета со матичен, значи пазете, потполно исти се. Единствената разлика е во однос на тоа начинот на исхрана. Почнуваат пчелите да на оваа конкретно ларва да и даваат само матичен млеч. И што ќе се случи? А и што ќе порасне 3 пати поголема од другите пчели? Туку помалите пчелите работнички ќе живеат просек 30 до 40 дена, а таа ќе живее 3 години. Фала му на Бога, јасно е тука дека тие гени се присутни за да се активираат, дека така функционираат пчелите. Но сакам да го истакнам моментот на активирање на гени како последица на храна која што е соодветна и е дадена на правилен начин во правилен момент. Не се толку можни промени кај човечкото тело како што е овој еклатантен пример, но го кажувам како пример бидејќи му помага на човек да го види влијанието. Оти ние кога е храната во прашање, секој сме или благо или силно скептични, или влијае, ама колку влијае, нели? Па дури медицинските лица се скептични. За жал и моите колеги. Јади се, нема проблем никако. За жал има и мои колеги кои што знаете како, системски е тоа, особено човек ако не знал да чита малку повеќе, да следи нови трендови во оваа област. Не само во неговата. Оти медицината има милион области. Нели, тоа е море, тоа не е поединечна наука, тоа е море од науки, дополнително, кои што многу се разгрануваат. Но ако не ги следи човек тие трендови, под А, и под Б, и во нашата медицинска наобразба, ако не е внесен тој дел, а досега и не е баш многу внесен делот за тоа колку храната и како храната не влијае, за жал дури може и мои колеги, не само во Македонија, туку и во светот зборуваме, просто да не се свесни за тоа дека е толкаво влијанието. При што, и морам да нагласам за да сум чесен до крај, дека тоа влијание е различно кај различни состојби. Има состојби кај кои што тоа влијание е огромно. Има состојби кај кои што тоа влијание е минимално или дури и да го нема. Например, кај големата група на хронични болести, предиабет, диабет, покачен крвен притисок, дислипидемиите, холестеролот кога е покачен, и низа други кои што се во овој домен, таму начинот на исхрана и физичката активност имаат пресудна улога. Правени се научни студии кои што компарирале метформин како го основна терапија на предиабет на диабет и начин на живот. И тие така наречени студии head to head или глава во глава, кога се проверувани из научни студии, кој од овие две ќе даде посилен ефект. И студиите тука се конзистентни дека начинот на живот, во смисол исхрана и физичка активност, секогаш дава посилен ефект отколку метформинот. И тие се работи кои што, јас не велам престанете да давате метформин, фала му на Бога, не. Меѓутоа, никако не смее да помине едукативниот момент на пациентот без да му се објасни дека убаво е да ја земате терапијата, меѓутоа да се направи промена на исхраната. Немојте оти знаете како тоа е третманот секогаш е на болестите, секогаш е повеќе стран. Нели, ние имаме хируршка терапија во медицината, има фармакотерапија, има зрачна терапија, има низа други видови на терапии. И диетотерапијата, впрочем, значи и диетотерапијата си го има своето место под сонцето. Особено кога зборуваме за овој тип на болести. Например, еден замастен црн дроб. Според мене не би требало никакво размислување да има, ако е особено од начинот на исхрана. Значи, нели, тука можна е генезата каква е, од што настанал, но најголем дел настанувањето на замастениот црн дроб е преку нездравиот начин на живот. Тука не треба да има никакво размислување дека препораките треба да се соодветни во однос на тоа да се промени начинот на исхрана. Еве пример кај луѓе за нутригенетика, нели? За како црниот дроб одеднаш ќе почне да се ревитализира. Зошто? Заради тоа што нашиот црн дроб има капацитет за ревитализација до одредена точка, ама не и после таа точка. Оти нели како што проаѓаат фазите на нарушување на здравјето на црниот дроб. Прво замастеност, односно една стеатоза, па преку фиброза, па до цироза, има тука фази низ како проаѓа и патолошки, и клинички, како се менуваат состојбите. Има една одсечна точка до која можеме да направиме под наводници чудо, односно само да му дадеме шанса на црниот дроб и тој целосно да ја врати на нула, да ја врати состојбата на почеток. Или, за жал, да ја преминеме таа црвена линија и потоа состојбите трајно да се променат.
Затоа е важно големата слика на лекувањето, на третманот на болестите и со стандардната терапија, што ја подразбираме како фармакотерапија, но и дефинитивно како начин на живот. Доктор Митов, постојат ли нутригенетски тестови да се утврди влијанието на храната врз одредени гени, односно која храна нам би ни годела за активирање на добрите гени и деактивирање на оние што се проблематични? Постои ли нешто такво? Постојат такви тестови. Вистинскиот проблем со нив е тоа што тие се засновани на наука. Тука нема збор. И може, например, кога ќе направи човек одредени тестови да има да види дали генетски има одреден склоност кон одредени состојби. Меѓутоа, прашањето кое што понатаму води е што потоа. Так. Добро, ќе ги направиме нели тие тестови. Меѓутоа, пак советот е здрава храна, која што впрочем е универзална. Значи нема персонализиран режим на исхрана, па сега се уште не постои тоа. Значи, многу е важно тоа да се каже тука се користи тој момент за многу заблуди, намерно правење. Сега знаете како, ќе отидеме јас и вие, например, некаде да ни советуваат за храна и некој ќе ви рече вам дека вие круша треба да јадете, а јас треба јаболко да јадам. Јас сакам да ја видам основата за тоа. Значи, која е научната основа за тоа? Ако ја има, ќе ја прифатам, ќе ја разгледам во ред. Но универзално здравиот начин исхрана е универзален со подточки. Например, кај пациент со гихт има јасно препораки кои што ние треба да одиме во тој правец. Тоа е едно. Кај пациент со предиабет и диабет ќе одиме во друг правец. Кај пациент со нарушена бубрежна функција ќе одиме во трет правец. Кај пациент со драматично намалување на цревото од X причини, оперативен зафат и понатаму ќе одиме во четврти, петти кој да беше правец. Сакам да речам дека постои исхрана која што корелира со диагнозата. Меѓутоа нема исхрана која што корелира со индивидуата, со личноста. Тоа може да влеземе само во ниво на преференции или вкус, избор. Например, самиот пациент ќе си каже јас не јадам грашок, пример. Но тоа е базирано на личниот избор на пациентот. Или може да рече пациент јас не јадам глутен, ама тука да има јасна медицинска ситуација, има целијакија, ама пак е поврзано со медицинската состојба. Не е поврзано со поединецот како таков. И тоа е многу важно. Јас се трудам тоа да го објаснам, меѓутоа претходно е створена таа заблуда, дој да ти направам начин исхрана само за тебе. Кога да некој сега ќе јаде граф, друг не смее да јаде граф, а е потполно здрав човек. Меѓутоа, како се едуцира јавноста, така тоа се повеќе и повеќе се разјаснува. Дури и генетскиот профил да ми го знае човек, у детали испитано, пак нема посебни видови на храна кои што може да се даде. Има тука заблуди разноразни, но основата е една. Универзална е здравата храна, например медитеранскиот начин на исхрана е универзален и е добар за сите, а имаме подтеми за различни групи на поединци во зависност од состојбата во која што се наоѓа. Ќе се задржим уште малку на диетите, но претходно сакам да ве прашам, сите ние на различни места ги таложиме мастите. Некој таложи на стомакот, други на бедрата, некој на задникот и слично. Дали е тоа генетски детерминирано? Овде е веќе чиста генетика. Значи, ако претходно кажував ова, вака, така, 5% и 10% сигурни сме, не сме, таложењето на мастите во телото е целосно поврзано со нашиот генетски состав. Значи, како сме генетски устроени, така ќе имаме склоност за акумулација на масното ткиво. Зошто? Заради тоа што од сам старт, од кога се раѓаме, телото ќе ги постави, уште во почеток ќе ги постави концентрацијата на масните клетки таму, каде што ние подоцна, ако се поправаме, ќе се види дека ги има. Значи, различна е количината на распоредот на масните клетки во нашето тело, соодветно, тоа се веќе, знаете како, тоа се антрополошки моменти, тоа се генетски моменти, но тоа е таа разлика од човек до човек во однос на тоа каде ставаме. Многу пати е лесно, не секогаш, но многу пати е лесно и тоа одма не врзува за нашите родители. Например, мајка или татко. Ако мојот татко има аспект да става телесна тежина околу стомакот, веројатноста дека јас ќе го имам тоа како склоност е огромна. Може да се случи гените да прескокнат
нели, не од претходната прва генерација буквално, туку од преку една или од тетка, нели, во правец наваму натаму да отиде да се превземат гените од некој друг, но распоредот на масното ткиво во телото многу зависи, целосно зависи од генетскиот фактор. И затоа тоа е важно да им се објасни на луѓето и да се знае дека ако кога ќе почне човек што ги има така распределено масните ткива, кој ќе почне да се зголемува телесната тежина според тој редослед и ќе го следи тој редослед. Например, ќе става прво на едно место или повеќе на едно место, помалку на друго место. Пример, има лица кои што токму таму каде што сакаме всушност да симнеме. Козабелја. Таму ќе се Козабелја, таму ќе става. Например, има луѓе кои што лицето ќе остане, така да речеме, слабо цел живот, а стомакот може да расте и да се намалува многу, драматично. Дури ако само слика гледате од човекот, вие не можете да процените дали тој се поправил 10 или 15 килограми. Просто неговиот раст има обратно. Има лица кои што кога се поправаат веднаш, како да речеме што велиме народно му се заобиколува нели лицето, му се затопчува лицето. Тоа се големи разлики. Да, и генерално ќе става телото секаде, например во подкожното ткиво, масно ткиво ќе става. Меѓутоа склоноста ќе биде таму каде што гените имаат одредено повеќе. И тука е овој дел од дискусијата е целосно генетски детерминиран. А дали е точно дека се поздрави оние луѓе кои што таложат на задникот, на бедрата, на нозете, па и рацете, отколку тие што имаат стомачна дебелина? Да, точно е. Особено ако тоа се однесува, има два вида на стомачна дебелина. Имаме така наречена висцерална, која што го дува стомакот и го прави тврд, и всушност станува збор за масно ткиво внатре помеѓу органите, и вториот тип на масно ткиво кој што се проверува овде од страна, а тоа е ставање под кожата. Нели? Значи има естетски страшно тоа изгледа. Да, значи но тие се тие два моменти. Сега, ставањето на масно ткиво висцерално да го објаснам зборот органско, внатрешно. Значи, штом кажам латински збор, сакам да го објаснам за да разберат луѓето на што мислам. Значи ставаме ли внатре, буквално во стомачната празнина, помеѓу органите, помеѓу цревата, помеѓу сите органи внатре, е просто внатре во самата стомачна празнина, меѓу органите ставање на масти. Или напред кај моментумот, каде што однапред се покриени цревата. Кога таму се собира масно ткиво, тука е многу поопасно. Зошто? Заради тоа што се смета дека тоа масно ткиво, за разлика од останатите, има капацитет и хормонски активно да биде и да се однесува како дополнителен хормонски орган дури, го нарекуваат некои лекари кои што ја пратат таа област, и кои што на тој начин дополнително ја влошува таа првична слика, ќе ве вратам кога објаснував како хормоните придонесуваат за метаболизмот и за поправањето, бидејќи таму тоа ткиво кога ќе почне да лачи хормони, уште повеќе не стимулира да се поправаме. Уште повеќе не носи во правец и таму започнува еден ефект на топка, така и еден ефект, нели, како што го викаат, топка пуштена, снежна топка ќе направи лавина на крајот. Затоа е многу различно, како што кажавте, дали е подкожно масното ткиво насекаде распределено, подеднакво, или станува збор за висцерално масно ткиво, односно масно ткиво околу органите. И тука е доста посериозна состојбата така. Затоа и циркумференцијата велиме медицински, или обемот, стомакот колку е многу важен. Дури некои делови од медицината, антрополошки повеќе аспекти кои што имаат, здравјето на пациентот го мерат преку соодносот на обрачот во најголемата негова површина наспроти колковите. Така. Значи колку стомакот се проширил наспроти колковите, така и колковите генерално ако ја следиме коскената структура, тука може да има и таму масно ткиво, но плюс минус не може многу, каде што е карличниот прстен горен. Ама неколку сантиметри на тоа, ако одиме кај што веќе е стомакот, таму може слободно да расте, оти нема коскена структура. И така таа комбинација која ќе земе да се направи тој сооднос, дури го поврзуваат, например, со веројатност од појава на кардиоваскуларни болести кај еден пациент, или склоност за појава, вака народно да кажам, веројатност за зголемување на појава на срцев удар. Значи, колку повеќе е стомакот поголем во однос на карлицата,
кај мажите особено тоа важи, толку повеќе расте ризикот од срцев-удар. Сега, постојат ли некои специјални диети за висцеларно ткиво? Нема. И за тоа нема? Нема, значи тука треба да се навратиме на плусот и минусот кој што ги кажував на почетокот. Да. Тежината не е во специјалниот начин на исхрана. Тежината е во процесот на промена на навиките. Значи, тука е клучот. Според моето искуство со работа така, вие не ги сакате многу диетите? Не ги сакам диетите, јас го кажувам тоа нели отворено. Рестриктивните диети воопшто не ги сакам и зборувам отворено против и кажувам дека тоа они прават многу повеќе штета на пациентите отколку добро. И има потреби од прецизни диети кај одредени медицински состојби, например кето диетата кај одредени медицински состојби си има свое место. Значи не отфрламе одма анмас, значи не отфрламе целосно. Но не треба да се применува кај сите. Не е за општата популација, тоа е медицинска диета. Иако дава многу добри резултати. Нормално дека ќе ги даде, заради тоа што, нели како реков, не мериме според крајниот резултат, односно вагата, туку како сме стасале до крајниот резултат. Оти ние до крајниот резултат можеме да стасаме на здрав или на нездрав начин. Впрочем, да не бидам морбиден, меѓутоа нели има и диета со изгладнување. Така? И таа ќе даде во крајна линија посакуваната телесна тежина. Меѓутоа, цената за тоа е здравието. Еден куп дефициенции. Оти многу пати снат пациенти кои што ќе дојдат со таква една диета рестриктивна, низ разговорот ќе почнат да се жалат како ногти се кршат, како косата капе, како сјајот на кожата се изгубил и низа други ситуации кои што телото само најавува преку овие навидно едноставни работи, кршење на ногти, паѓање на коса, кога телото само најавува дека има проблем и дека тука има дефициенција. Дефициенција на медицински кажано е збор за недостаток. Дали недостасува цинк, дали недостасува... Оти кога вие одите во некој правец на таква ригорозна диета, го изложувате телото на ризик нешто да почне да му недостига. Откако е медицински утврдена и објасната, дефинирана медитеранската диета, јас мислам дека тука прашањето е затворено за тоа како човек треба да се храни. Сметате дека медитеранскиот начин исхрана е идеален? Апсолутно да. Македонската кујна велате блиска до медитеранската. Македонската кујна е подтема на медитеранскиот начин на исхрана. Зошто? Заради тоа што, например, од милион аспекти ако видите, ќе видите зошто нашата храна е блиска до медитеранската исхрана. И ќе објаснам и за и кои се негативните влијанија од каде доаѓаат. Например, факт е, ние знаеме дека нашата кујна е под силно влијание на турската кујна. Турската кујна е чиста медитеранска кујна. Значи тука нема сомнеш. Па може би 60, 70, да не речем и 80% од нашите манџи и јадења се на еден или на друг начин влечат корен во Турција. Да, а ако земе човек уште повеќе да анализира, ќе види дека не се ни турски, дека огромен дел од нив се персиски јадења. Кои што од Персија преминале во Турција, од Турција преминале кај нас. Имаме и многу грчко влијание. Имаме и дури и далматинско влијание. Така што кај нас храната е комбинација од доминантно повеќе медитерански кујни, но имаме и континентално влијание преку соседна Србија. Континенталната храна, германската храна е таква, српската храна повеќе е таква, а тие се малце повеќе на север, но многу повеќе унгарската храна е таква. Тие поцентралните во Европа. Континенталните храни се карактеризираат со многу повеќе месо. И во соседна Србија тоа се гледа и тоа влијание и кај нас е дојдено. Например, вие отидете само спротивно према Грција повеќе подолу, ќе видите дека традиционалната храна таму нема толку месо. Сега добро, дојдене период кога се извитоперено. Кога се извитоперено, вие за вистински да ги видите тие оригинални начини на исхрана, треба да гледате 100 години пред денес. Тогашната српска, македонска, грчка, турска кујна, за да ги видите во нивниот изворен квалитет. Иначе сега ќе најдете помфрит, кој што секаде го има, а не ниту еден од нас не ни е потребен и не ни е вроден како македонска кујна. Ќе најдете хамбургер кој што е универзален, а не припаѓа на нашата кујна, но медитеранската кујна не значи тоа некоја морска храна, не значи тоа дека сега треба школки ракчиња човек да јаде па да се храни медитерански. Три работи обично ги претеруваме и не одвојуваат од медитеранската храна. Премногу леп, премногу месо и премногу сирење.
Да, сирење, млечни производи, кашкавал, сирење, кашкавал доминира кај нас. Тие се трите работи кои што повеќе не делат од една класична, не дека значи, ги тука нема. треба редукција да направиме. Тие три. Оти видите. Што значи? Во какви количини да се земат? Еве италијаните, на пример, да ги земеме како пример, како чисто еден компаративен да ги разгледаме. Не е дека немаат тестенини, напротив. Тестенините се централниот дел од нивниот начин на исхрана. Меѓутоа, тестенините колку што е можно повеќе да бидат интегрални, и лебот да биде интегрален, под А, и под Б, порциите таму се на тестенините значително помали од колку кај нас. Што би рекло кај нас едно-две парчиња леб, вака практично сега зборувам, зависи колкава е масата на еден човек, нели? Затоа велам кај некој ќе бидат 3, кај некој ќе биде едно парче. Меѓутоа тука е бројот на парчиња леб интегрален. Прво, второ, месото. Колку пати неделно? Еднаш неделно. Еднаш неделно, сосема доволно и плюс не го броиме како месо рибата за жал, уште еднаш до 2 пати месо од риба дополнително. Де факто, вие ако сметате дека и рибата е месо, а е месо, ќе завршите со да видите дека секој втор ден, оти 3 пати во неделата, де факто вас секој втор ден ќе ви биде со месо. Значи ако едниот ден е, не знам, грашок, другиот ден ќе биде риба. Ако следниот е граф, другиот ќе биде месо. Ако следниот е нели зелка, тогаш пак риба ќе дојде. Сакам да речем дека повторно ќе биде присутно. Ќе биде присутно и никому нема да му фали. Сега кој момент ќе го нема? Ќе го нема моментот секој ден да јадеме месо. Ако сакаме да се придржуваме кон медитеранскиот начин на исхрана. Или општо кон здравиот начин на исхрана. Нели кај нас има една така да речеме народна поговорка, не е руче како нема месо. Тоа е проблем. И човекот тоа треба да се одвои заради тоа што ако го внесува месото на практично секој ден на таа основа, нема начин како минусот да биде еднаков, барем еднаков или поголем на плюсот. Оти месото е богата храна и ќе носи многу калории со себе. И ние колку и да сме физички активни, ако секој ден го јадеме, освен во теретана ако не одиме, нема начин да го истрошиме придонесот на калории и на енергија кој што го добиваме ако секој ден го консумираме. Доктор, на некој велат грав, грашок, леќе, борање, тоа не ме држи сит. Потоа сум гладен, па ќе земам нешто друго да каснам и ете. Зависи колкава количина. Ако добро се најде човек гравот знае да направи што е убавината на гравот, конкретно за него. Гравот бавно ослободува шекери во крвта, постепено. И тој држи ситост, дури и во сите храни можеби и најмногу. Така што ако земе човек нека има и тука и психолошки момент. Има и момент кога човек не сака да прифати дека може да го нахрани само грав. Ме разбирате? Значи ние сме такви битија. Ако не сакаме да се убедиме во нешто, никој и ништо не може да не убеди. И затоа е многу важно да се пазиме себе си од самите себе си. Во смисол, не може човек да биде убеден спротивно на неговата волја. И ако тргне на ѓон, самиот, видите, мене не ми е проблем некој ако земе да си води контра, ама води контра не на мене. Води контра на самиот себе, ме разбирате? Некој вели, грав, грашок, сето тоа ми создава гасови, проблеми со стомакот. Дали со редовна консумација тоа може се надмина? Точно. Значи прво и основно станува збор. Велат едноставно не можам тоа, не ми го поднесува организмот. Ќе помине време, ќе се адаптира организмот. Значи гасовите во моментот значи дека соодносот на бактериите во цревата е таков да доминираат одредени бактерии кои што прават проблем. Кога почесто човек, нели кога ќе ми каже човек, доктор, кој јадам граф ми прави проблем, јади почесто. Оти кога ќе го јаде почесто, тоа што прави постепено проблеми ќе дојде до промена на балансот во тој така наречен микробиом или бактерии кои што ги носиме во цревата. И просто телото ќе се навикне како подобро да го обработува гравот. Пак е тоа моментот. На што сакаме да се навикнеме? Така. Дали сакаме да си дадеме реално шансот? Ако човек еднаш проба, од еднаш пробување тоа не значи дека пробал, реално да проба нешто, треба да каже, не, сега ќе поминам низ период од 4 недели, 5 недели, 6 недели. Тоа е пробување. А не вака нели еднаш сега 2-3 дена, не би ова не ми одговара. Ако така тргне човек, ќе се саботира, на никој друг не му прави штета. Освен самите на себе. Се саботира сами од себе си, да. И затоа е многу важно да си дадеме шанс. Исто така има студии кои што велат дека микробиомот, односно цревната флора е директно поврзана со
вишокот на килограми. Да, и со многу работи. Значи со вишокот килограми и со имунитетот. Впрочем, тука сега се го проби местото. Прво се чинеше дека микробиомот и телесната тежина се главно поврзани, меѓутоа сега веќе главната грижа или фокус кога зборуваме за микробиомот, односно за бактериите кои што живеат во нашите црева, е токму имунитетот на еден човек. И ако се на правилен начин присутни тие пробиотици и пребиотици, тоа е многу важно да се знае што е пребиотик, што е пробиотик. Ако имаме добра комбинација од нив, тогаш имаме здрави црева. Така, пребиотик храна за бактериите. Пребиотик е храна за бактериите. Сите растителни влакна, тоа што споменавте, што треба се внесе во исхраната. Сите растителни влакна се впрочем, они се храна за бактериите. И ние бактериите во нашите црева треба да ги храниме. Значи треба да им даваме, не да јадеме само за нас, туку да јадеме еден дел и за нив. Бидејќи ако не ги храниме ние бактериите кои што се присутни во нашите црева, многу болести сега почнуваат да се поврзуваат само со бактериите кои што се присутни, за жал и доста сериозни болести. Значи ние се испоставува дека на еден начин живееме во една симбиоза, како организам не сме сами, туку сме заедно со тие бактерии, милиарди кои што живеат во нашите црева и кои што ние треба да мислиме на нив во смисол да ги храниме со доволно пребиотици, односно со доволно растителни влакна на дневна основа. И на тој начин, одржувајќи ги нив здрави, тие да ни помогнат, ние да бидеме здрави. Ајде да проговориме малку за гладувањето. Вела дека не се препорачува, но има сега еден режим на исхрана што вклучува одреден дел од денот храна, конзумирање, потоа потоа гладување, потоа и тоа така неизменично, да. Препорачувате ли да се применува? Јас, видете, бидејќи е прилично популарна. Многу е популарно, ама видете како тоа и во светот. И во светот, да, и јасно е дека дава многу добри резултати. Најнародно да го објаснам, тоа што значи? Тоа значи малку подоцна да доручкуваме. Добра. Околу 10:30, претходно да пиеме само течности. И малку порано да вечераме, најдоцна до околу 7 преку сила. И после тоа пак само течности. И потоа всушност гладувањето условно речено се случува во текот на сонот. Точно. Значи 8 часа на јадење се во тој интервал од 11 до 19 часот, во текот на денот е периодот кога јадеме и кога сме активни, а гладувањето 16 часа на нејадење се од 19 часот во ноќта до следниот ден до 11 часот од сабајле. И тие се 16 часа на нејадење. И тоа е таа популарна форма на така наречено 8-16 на изменично постење или intermittent fasting, како што се нарекува сега. Никаква филозофија, но од научна гледна точка извонредно многу здравствени придобивки. Знаете како? Има еден голем парадокс во овој дел. Ние нешто ќе сгрешиме како човештво збориме, ќе сгрешиме нешто јако, а било природно. Например, ќе почнеме да спиеме по 5 часа, а нашите тела јасно ни даваат дознање дека не требаат 7 или 8. И после се чудиме, ќе излезе наука после и ќе кажат, леле, 5 часа било малку, требало да спиеме повеќе. И сега ќе почнат да излегуваат научни студии кои објаснуваат зошто вака, зошто така. Истото е ова и со intermittent fasting или со неизменичното постење. Дека на нашето тело му треба да јаде во периодот додека сме активни и дека кој ќе дојде ноќта или кој ќе почне да заоѓа сонцето, дека на нашето тело веќе му треба да почне да се смирува, да се подготвува за спиење. Соковите кои што ги лачи, хормоните кои што ги лачи, дигестивниот систем, дека сите на еден начин тие системи кои што се централните во нашето тело имаат природата обмислила период на работење. Дека треба да работат во одреден период. Дека не треба нашите црева нон-стоп да се под притисок на храна. Нашиот желудник не треба нон-стоп да вари нешто. На црниот дроб треба да има време ензимите кои што ќе ги лачи, да ги собере во жолчното кесе и да ги пушти по потреба. Панкреасот треба да лачи тогаш кога телото ќе му каже. Сакам да речам дека нашето тело е навикнато да работи на еден така наречен циркадијан ритам. Тоа се стручни термини за едноставни работи. Односно, ние си имаме многу јасен ритам кој што е внатрешен, кој што е направен според сонцето. Според денот и ноќта. Денот и ноќта. И тоа го објаснуваат, и знаете како еве сега тоа што го кажав,
многу интересни научни студии за банални работи. Сега читав пред некој ден научни студии кои што кажуваат менталното здравје на луѓе им е многу подобро ако до 11 часот сабајле се изложат на сончеви зраци. Го гледаат сонцето, не сега да булјат во сонцето како што беше тоа гледање во сонце, туку да гледаат према небо како почнува да излегуваат зраците од сонцето, како денот како се раѓа, да бидеме сведоци на тоа. И сега од тие навидум едноставни работи, дури сега излегува наука која што кажува дека нивото на серотонин не е исто дали ќе се ослободи ако ние се изложиме на сонцето од сабајле, 7, 8, 9, 10. Како што било природно. Како што било природно. Ти знаете како тоа има моментум. Моментум значи да се залета нешто. Значи има моментум во природата. Например, од сабајле, природата, нашето тело ги лачи еден куп хормони. Ако се чудат пациентите зошто им е покачен шекерот од сабајле, тоа е заради тоа. Ако се чудат зошто им е притисокот повисок од сабајле, тоа е заради тоа, бидејќи кога ние ќе станеме, нашето тело се залетува, лачи многу хормони. Да не разбуди, да тргне денот, да генерира енергија, да поминеме преку денот. И кога ние сега правиме работи спротивни на тоа што се природното, а тоа е таа современа обезогена средина која што ја спомнав нели на почетокот, ние нашето тело го збунуваме, дополнително го збунуваме кога нема да си легнеме навреме или кога мобилните телефони ќе ни зрачат во очите до ниедно време и кога мозокот ќе ни го збунат и нашиот мозок ќе мисли дека е ден заради мобилните телефони, бидејќи заради сината светлина. Сината светлина така е од мобилните телефони го буни нашиот мозок и му создава импресија дека е пладне. И ако мозокот мисли дека е пладне, тој не дава наредба да се лачи мелатонин. Ако не се лачи мелатонин, нема квалитетен сон. И сега пак ќе се навртам. Толку едноставни работи, но ние требаше како човештво први сите да ги испогрешиме, за потоа преку наука да сватиме што сме направиле и да се вратиме назад дека храната треба да биде во одреден период од денот, дека треба да има редовност, дека треба да спиеме редовно, дека мораме да се движиме, но сега знаете што загрижува? Сега веќе тие информации ги имаме, но пак не ги применуваме. Сега велиме навечер ми се јаде, некои јадат навечер и тоа е тешко да се откажеме. Теа тука е, затоа велам јас, не е само знаењето, напротив, клучно за овие работи. За овие работи е клучно човек да се натера себе си, да помине низ еден период од 6, 8, 12 недели на промена на навиките свесно и од која ќе ги промени, потоа да излезе еден малку поинаков човек и веќе да живее трајно поздрав начин на живот. Значи сепак зборуваме за трајно менување на животните навики. Само тоа е решение. И моето последно прашање за денеска ќе биде поврзано со смути соковите. Дали се тие добри за наутро како замена за оброк кај оние кои што сакаат да ги намалат килограмите? Најдобро е овошето кое што ќе го стават внатре да си го исечкаат и да го изедат такво какво што е. Нема потреба. Кога зборуваме за течности, водата е неприкосновена. Значи пак да не комплицираме многу, значи како што е, можеби нема да ни делува нешто фасцинатно да се пие вода, не е некој совет, не знам каков. Меѓутоа тоа е. Нашите тела бараат такви работи, едноставни работи. И нема некои напивки на комбинација на ова, па на 2 грама ова, па манука овој, оној, па такви онакви работи и да искочи некој супер пиелок од сабајле. Вода е супер пиелок од сабајле. А за да ги симнеме вишок од килограми треба да испиеме повеќе од 2 литра од текот на денот? Не, минимум треба 1 литар да испиеме, но колку ќе биде горната граница, тоа зависи од многу работи. Например, дали ќе се потиме тој ден или нема да се потиме. Јас денеска имам ролка. Дали ќе сум носел кошула или ролка, тоа ќе значи дали ми треба толку вода повеќе или помалку. Зошто? Заради тоа што сега потењето е повеќе. Од такви фини работи, значи може да зависи тоа колку му треба на нашето тело вода. И сега ние да кажеме од јутре 2 литра вода на ден, нема научна основа. Значи ќе ни каже телото, само треба да се да му дадеме шанса, нека стои водата пред нас, од 90% од нас сме одвикнати да пиеме вода. Ние просто ја имаме убиено навиката за потреба за вода внатре. Ни кажува телото, меѓутоа ние сме навикнати тој глас да го игнорираме. Кога ќе стои водата пред нас подолг период и кога ќе ја пиеме, постепено ние си даваме шанса да се подсетиме дека и после кога ќе почнат луѓето, јас велам да почне човек да пие вода постепено и да пие толку колку што му бара телото. И тогаш ако го направи тој процес нема да чувствува леле се удавив од вода пиење, аман.
Постепено човек ќе дојде до таа точка. Докторе, ви благодарам за вашето денешно гостување, на вистина многу интересни информации во денешната емисија. Повеќе од еден час разговаравме. Со задоволство, секако, со задоволство. И во следна прилика. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје, беше нашиот денешен гостин. Овој пат не пуштивме гледачи за да можеме убаво да ја разработиме оваа тема. Се надевам дека ќе го примените сето она што денеска го слушнавте, особено доколку имате проблем со покачена телесна тежина. До гледање.